Повелете да ни се представите, да ни кажете за оваа завршна забава која ја правите, да се соберете, да размените мислења, но и да се провеселите и ваша генерална оценка за годината која измина. На што надлежните да посветат повеќе внимание во 2024 година? Благодарам што сме овде. Јас сум Вангелина Пармачка, значи сопруга на Миле Пармачки, земјоделка, носител на земјоделско стопанство, а воедно и главни организатори на оваа традиционална сточарска вечер, која е веќе трета поред и поминува во традиција. Така. На нас многу ни е мило што овде салата е полна, има расположение, има земјоделци. Значи, 23-та година беше малку тешка година во земјоделието, затоа што, како што знаеме и се сеќаваме, пролетта беше многу врнежлива и мокра, па дел од земјоделците не можеа да си го реализираат своето планирано производство. Добро, на што да ќе се фокусирате во наредната година? Кои предизвици рековте дека сте жена земјоделка? Има ли поттикнување на... Значи, како и секогаш досега продолжуваме и понатаму. Јас не само што сум жена земјоделка, јас сум и членка на Национална федерација на фармери, дел од управниот одбор и дел од подсекторската група во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, поточно во групата на производители од животинско потекло. Значи, директно од терен ги собираме резултатите, ги сумираме и ги пренесуваме директно во земјоделието. Во Националната федерација на фармери ги детектираме недостатоците, програмите, значи кои треба да се прошират, да се поддржат жените земјоделки, општо да се поддржат сите земјоделци, а поточно сточарите, затоа што од земјоделието сточарството е една од најтешките гранки. Значи ние сме фокусирани секогаш, фокусот останува овде за проширување и поддршка на сите земјоделци, поточно на жените земјоделки. Значи на нас земјоделците овде во салата и пошироко во државата многу ни е мило што се препознава земјоделскиот труд, што се препознава домашното производство, затоа што секој сака да вкуси домашно, дали од нива, дали значи домашно сирење, буквално домашни производи народот го препознава и го бара затоа што домашното прво е поздраво, второ е вкусно и квалитетно за разлика од увозното. Како во последните 15 години актуелен собственик на млекарата во Берово, бренд кој е познат не само во Македонија, не само на Балкан и широм светот, преку нашата диаспора, преку нашите иселеници, и сега пак овај собир представува еден момент на подсеќање и поддршка да го повратиме сточарството. За жал, јас кога ја земав млекарата пред 20 години, дневно откупував 15 до 20.000 литра млеко. Сега нема вкупно 10.000 над целиот Марешевски крај. Многу вака се осеќам нестречен, не сум среќен, бидејќи ние се направивме да сточарскиот фонд го уништивме. Марешевските планини, марешевските полиња, ниви жалат за сточниот фонд кој отиде во непознати правци, и затоа апелирам до сите да знаат едно, дека цената на млечниот производ е еднаква и во Европа и тука. Затоа да се вратат на сточните пак позиции кои ги имаше Марешевијата. Јас се сеќам во 53-та година кога во прво делење моето село Русино даде за една година 20.000 јагниша. Сега ние немаме во целиот источен регион. Затоа овој терен, овој бренд Марешевски на млечни производи треба да го повратиме и им дам поддршка, и пака не само да се собираме, него овде да се здружиме и да им дадеме поддршка на тие кои се уште останаа, а и тие што напуши да се повратат. Едноставно сакам да им дам поддршка, сакам да ги храбрам, треба и Марешевијата да возвратиме со својот
Марешевски, нечим производ кој беше познат секаде. Со нас вечер имаме соговорник од Пехчевско, кој е еден од ретките кој се уште одгледува овци, има околу над 150, како што кажеш. 250. 250, ќе ни каже тој самиот нешто повеќе за состојбата во сточарството, овчарството. Представете ми се. Јас сум Никола Пандурски, по потегло од Црник, живеам во Пехчево, одгледувач на овци, имам околу 250, две крави, свињи чувам за своји потреби, кучиња 13, од стока е тоа мој сточен фонд. Каква е состојбата годинава? Што беше проблем? На што треба да се обрати внимание во новата година? Ваа година може да се рече малку како подобра. С јагнињата нешто поминаваме поубаво, 200 денара цена. Сирењето е добро, тоа не одржува во живот. Малку паднаа цените на сточната храна. А за овците кабаста храна си обезбедуваме собствени извори. Проблем голем е со веќе не смееме да сееме сеанини своји од дивите свиње. И тоа, и сега пред некој ден од Манови набави сточна храна. И тоа нешто имах од 20 декара моја сеанина. Околу самото сточарство, пред некој ден, како што разговаравме, сте имале разговор за тоа колку уште луѓе одгледуваат, каква е ситуацијата? Ситуацијата околу мене е алармантна, имаше околу мене 1000 овци бевме. Комши тоа, оноа, останав уште јас со 250, некои ги продадоа, некои трагично, како да кажам, Така, умреа, некои по Швајцарија избега и од 1000 овци уште јас останав таму со 250 овци. на крај е некоја порака за надлежните како да ви помогнат во оваа година што доаѓа. Како секоја година кукаме, кажуваме, нема кој да ти обрне внимание. И тешка работа. Тешко и тешок бизнис, фамилиарен бизнис. За да обстанеш тешко веќе со тој бизнис. Добре, да ви посакам убаво да споменете ова сточарска вечер на некој начин и да се видите заедно колегите. Да, благодарам и да сме здрави и живи да се видиме пак. Šalimo teja drugari, pesmimo teja do svojih. Dajte mu neko hija, ak neka pije da se opije. Hej, mori mame, moj mame, oj, 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 Veracruz. Hej, mori mame, moj mame, oj, oj, sad ću pošli. Ne ti igram šoše trešićo, ne ti mešam se do zore čiđo. Ne ti igram šoše trešićo, ne ti mešam se do zore čiđo.